кога е облачно, најубаво би било да останеме во својот дом, а уште поубаво пак кога сме во кревет. Малку телевизија, како да речеме да гледаме програмата на Сител телевизија, а малку да се дозволиме и да задремеме. Меѓутоа, облаците и дождот знаат да бидат непријатни, посебно ако треба да заминете на своите работни обврски и да извршувате задачи каде е потребна и концентрацијата, а од друга страна, како што вели народот, душата ни спие. Зошто сме поспани кога надоаѓаат облаци и дожд и се околу спиењето како едно од најважните работи за здрав пред се човечки организам, имајќи предвид дека 1/3 од животниот век го поминуваме во спиење? На ова тема одговор бараме од сертифициран тренер по спиење и затоа ќе и посакам добре дојде и благодарно што ја прифати поканата да говори за Јасака Македонија на Сања Ѓорѓева, како што споменав, сертифициран тренер за спиење. Сања, добре ни дојдете и благодарам што си со нас ова утро. Добро ве најдов и благодарам многу на поканата. Ке позборуваме колку е важно спиењето за одржување на здравието и на нашиот организам, но ајде веднаш на самиот почеток да ни одгатнете зошто ни се спие кога надвор е облачно или врне дожд. Тоа има голема врска со нашиот циркаден ритам, односно со фазите на будење и спиење, кои што се директно поврзани со дневната светлина и со сонцето. Кога е сончево надвор, кај нас сонцето е главен извор за лачење на витамин Д. Витаминот Д од друга страна лачи хормони и го регулира лачењето на одредени хормони како што се кортизол и мелатонин, кои што имаат голема улога во спиењето, во циклусот на спиење на будење. Кога е облачно, не сме доволно изложени на таа сончева енергија, не сме доволно изложени на дневната светлина и многу повише на еден начин му даваме лажен знак на телото дека е време за спиење, време за одмор, бидејќи телото наше кога ќе биде потемно, добива знак дека е време за успорување, зголемување лачење на хормонот мелатонин и на тој начин малце не успорува и ни се спие многу повише. Зголемување на атмосферскиот притисок исто така влијае многу врз спиењето, врз тоа како се чувствуваме. Големите промени во временската прогноза, топло, ладно, посебно периодот посебно големо влијание имаат кај луѓе кои страдаат од болки во зглобовите, па се појавуваат, се зголемуваат тие болки, промена на расположение. Така да се уште нема доволно докази и истражувања зошто конкретно овие промени влијаат на спиење, меѓутоа има истражувања доволно кои покажуваат дека влијаат. Дека факт е дека влијаат. Се спие кога времето е облачно и посакуваме да останеме во својот дом. Спиењето, ке повтораме, многу важно за одржување на нашето здравје, на нашиот организам. Тоа е, велат, составен дел од нашиот живот и исто е толку важно како здравата исхрана, исто е толку важно и како вежбањето, но честопати, поготово во денешниот начин на брз живот, често не ни дозволува доволно време за спиење. Зошто, да им објасниме на нашите гледачи, спиењето е толку важно и на што може да влијае недоволниот сон? Спиењето би кажала дека е важно за секојдневното функционирање наше. Значи, додека спиеме, телото се одмара, се обновува, се регенерира. Се обновуваат метаболички процеси, сите метаболички процеси, емоционалната и физичката енергија. Многу често кога ќе се чувствуваме без енергија во текот на денот, ќе се чувствуваме уморни, многу често на денешно време пред се посегнуваме ајде да сменам нешто во исхраната, ајде да сменам нешто во физичката активност, кои што се и такако важни, значи не кажуваме дека не се важни, апсолутно се битни, меѓутоа многу ретко се зборува за спиењето и многу ретко кој од нас ќе даде поголем акцент и приоритет на спиењето. Некако цело време гледаме да завршиме што е можно повише работни обврски во текот на денот, да се видиме навечер со пријателите, да излеземе и самото тоа го скратуваме спиењето. А спиењето без спиење не постои, не може да постои човечкиот род, ниту пак животинскиот род. Значи спиењето е многу важно за целото наше функционирање. Кога не спиеме доволно или кога ни е нарушено спиењето, пред се страда нашиот мозок, со тоа се намалуваат одредени негови способности и функционалности, а со самото тоа влијае и на нас во целото функционирање во текот на денот.
луѓето кои имаат проблем со спиење, кои имаат нарушено спиење или не поминуваат доволно време во спиење, има поголеми шанси од кардиоваскуларни болести, диабетис, зголемување на телесна тежина, зголемување на депресија, анксиозност, промена во расположение, зголемување на стрес. На еден начин стануваме личности кои што не сме биле до тогаш, а за сето тоа е одговор на спиењето. И сега, како да знаеме колку сон ни е доволно во текот на денот? Ајде би почнала според одредени препораки кои што се направени и светски стандардни препораки, уште од најмалите, да кажам, од раѓањето до отприлика 12 месеци се препорачува спиење измеѓу 16 и 19 часа во 24 сати. Како што се го зголемува возраста, така се намалува потребата. Значи, после во отприлика кај тодлерите, до кај 6-7 година, околу 11 до 16 часа сон. На тинејџерите им е потребен сон од 8 до 10 часа, што многу ретко кој спие толку часа кај тинејџерите. На возрастните и на луѓето над 18 години на возрастните, препораката е да се спие по 7 часа 7 до 8 часа навечер. Меѓутоа, тоа се, како што кажав, препораки. Секој од нас треба да си постави одредени прашања и да си направи свој ред и редослед во однос на дневните обврски, во однос на тоа кога станува за работа, какви му се неговите обврски, за да знае кога и колку би требало да спие. Значи, дали ако спиам 6 часа сум доволно наспана во текот на денот, дали имам доволно енергија, дали имам потреба да поспиам во текот на денот, дали се чувствувам понервозна, поанксиозна, дали можам да ги сработам работните обврски како што треба. Ако е да, тогаш во ред, 6 часа може би спиам квалитетно и се доволно. Меѓутоа, ако гледам дека нешто не функционира, дека не сум во целата моја енергија, тогаш може би треба да ставам малку, да пробаме со друг ред на спиење. И во тој случај јас дефинитивно би ставила приоритет на спиењето. Ако гледам дека мојата состојба не е полно светло, би ставила приоритет на спиењето, би направила ред и редослед кој што ќе ги практикувам секој ден, па дури и за викенди, кога можам да поспиам повише. Тука сега би сакал да позборуваме малку околу овие животни навики. Велите дека за возрастен човек кој што е во работен однос, минимум се потребни 6 часа сон во текот на 24 часа, но како што споменав, бидејќи живееме во едно време кое што е брзо, кое што ни налага динамичен живот честопати и тешко да ги најдеме тие минимум часови за потребни за сон. Затоа постоите и вие како тренер сертифициран за спиење, па кои совети би ги препорачале за што побрзо да може да заспиеме? Ова е, предпоставувам дека широка тема. Тука влијата еве од општа култура ни во еден неврзан разговор пред овдека да седнеме дека телефоните или телевизорот во собата или можеби температурата или дали е проветрена собата се исто фактори кои што влијаат за тоа колку лесно и брзо ќе заспиеме и ќе го исполниме оние минимум часови кои што ни се потребни. Така, како што спомнавте, многу фактори влијаат на тоа како ќе спиеме и колку ќе спиеме кај секој човек индивидуално. Меѓутоа, општо земено, треба да се поработи, односно да се подобри хигиената на спиење. Под хигиена на спиење би земала два фактори. Првиот фактор да ја видиме спалната соба во која што спиеме, односно да пробаме да си направиме идеални услови за спиење, па дури и ако спиеме 5 часа, да се осигураме дека тие 5 часа ќе ги спиеме квалитетно, зашто како што збориме квантитативно е многу битно колку спиеме, меѓутоа исто е важно да ги одспиеме квалитетно. Да. Така да спалната соба каква ни е, температурата во спалната соба. Препораките се температурата во спална соба да биде измеѓу 16 и 19 степени. Значи имаме разлика во степените поради разлика кај луѓето, нели, кој како преферира, меѓутоа да не биде пониско од 16, да не биде повисоко од 19 степени. Светлината во собата. Важно е да биде темно во собата, да се осигураме дека е темно. Ако живееме во предели каде што многу рано изгрева сонцето, да ставиме завеси ролетни кои што нема да не разбудат, нема да дојде до нас таа светлина која што може да ни го поремети спиењето. Звуци да се исклучат максимално сите звуци. Ги спомнавме електронските уреди. Телевизор во спална соба не се препорачува воопшто. Телефони во спална соба исто не се препорачуваат пред се поради плавата светлина која што ја емитира зрача, да. А плавата светлина директно го нарушува мелатонинот, односно го нарушува лачењето на мелатонинот. Огромен, многу важен аспект се
душекот и перницата. Значи многу е важно да имаме квалитетни душек перница кои што нема да предизвикат дополнително вртење, болки во текот на ноќта. Пижамите и постелнината да се користат природни материјали, памук, кој што ќе помогне на телото да дише, да не стоплува во текот на ноќта и така натаму. Така да секој од нас може да поработи на подобрување на хигиената на спиењето и да си ја направи спалната соба место во кое што ќе се осигурам дека добро ќе спијам. Другиот аспект е ставање на ред и на рутини, кои што многу е важно да ги следиме, посебно луѓе кои што имаат проблем со спиење. Ред и рутини, обично мислиме на тоа, ако секоја вечер легнувам во 11 сат, секоја вечер треба да легнам во 11. Ако секоја на утро се будам во 6, секоја утро треба да се будам во 6, без разлика дали е празник, викенд и може малце да го изместам редот. Бидејќи кога имаме константен ред и рутини, го навикнуваме нашето тело на тој нов биоритам и многу полесно функционираме и со тек на време секој човек ќе примети дека многу повише енергија ќе има во текот на денот. Тоа советувате значи дека за викендите оние кога си даваме оддишка повеќе да заспиеме, еве тргајќи од себе, дека практично и не треба да биде нашиот прв избор, но туку да се држиме до распоредот на спиењето и исполнувањето на часовите. Да, дефинитивно, зашто секој од вас, секој од нас ќе примети колку многу повише енергија ќе имаме во текот на денот. И јас сум сигурна дека и сега гледачите кога ќе не слушат, секогаш некој кога ќе поспие во текот на викендот, ќе спиеме, ако обично стануваме во 6, викендов спием до 9-10, тој ден се осеќаме малце помамурни, попоспани. Дефинитивно влијанието е тоа колку спиеме. Така што поодморени ќе бидеме ако секогаш имаме константа во тоа во колку саат се будиме наутро. Што е со дневните дремки? Честопати знае да се случи да се чувствуваме недоволно наспани, па да си дадеме една дневна доза на дремка од половина, час. Некои пак знаат и да заглават, да одспијат буквално 2 часа, па потоа и да се смени целиот биоритам. Вечерта да не можеме да заспиеме во предвиденото време. Колку вие како познавач на оваа проблематика советувате дека треба да се дадеме оддишка кога се чувствуваме уморни или кога буквално не се спие, да си го дозволиме тоа? Кај возрастните се препорачува дневна дремка, меѓутоа не подолго од 30 минути. Значи, кратка дремка, посебно кај оние кои што стануваат многу порано на работата им почнува многу порано, кои имаат малку време во текот на ноќта да одспијат, значи пола саат, да кажам максимум, затоа што се што е повише од пола саат веќе навлегуваме во друга фаза на спиење, која што пак после негативно влијае на ноќното спиење, односно може или поради таа долга дремка покасно да заспиеме навечер, или откако ќе заспиеме многу понемирно да спиеме, со почести будења, да се врткаме во кревет, потешко да биде спиењето. Така што дневна дремка може, посебно во попладневните часови, односно после ручек, каде што и телото само по себе почнува да му се намалува температурата на телото, што исто тоа се случува и навечер кога спиеме, кога ни доаѓа моментот за заспивање и за успорување, се намалува температурата на телото. Истата таа температура се намалува во попладневните часови, затоа и многу често се случува да бидеме поуморни и да ни се спие во попладневните часови. Така што може дремка, меѓутоа да не биде предолга. Така. Кои се најчестите проблеми во врска со спиењето кои што се појавуваат во вашата ординација? Често тешко заспивање навечер, значи чести будења во текот на ноќта, рано станување наутро, така да еден неквалитетен сон навечер. Значи немаме константност во тоа кога ќе легнеме, кога ќе се разбудиме и како спиеме во текот на ноќта. И како ги решавате проблемите со спиењето сега? Нам ни дадовте неколку совети што треба да правиме, но да речеме за најчестиот проблем. Јас генерално работам со бебиња и со деца и кај нив е малце поразлично од кај нас возрастните. Значи кај нив многу е важен редот во текот на денот, колку спиеле. Значи ако кај нас возрастните е погрешно да имаме долга дремка, кај децата е обратно. Значи ако не спијат доволно преку ден, нема да спијат ни навечер. Односно ако се будни во текот на целиот ден, навечер е голема веројатноста дека ќе бидат подолго време будни. Второ, начинот на кој заспиваат. Значи многу често бебињата и децата се успиваат со нишкање, доење во количка, односно правиме се само не ги учиме да заспијат сами, а навечер кога се будиме, дури и ние возрастните за време на спиењето,
додека поминуваме од една во друга REM фаза, доаѓа до краткотрajно будење. Најчесто луѓето кои имаат проблем со спиење на тоа краткотрajно будење се будат и не можат да продолжат во следната фаза. Истото се случува и кај помалата генерација, односно кај помалите кај бебињата. Заспале, пример, со помош на мама и на тато, ќе се подразбудат во тој период од една во друга REM фаза и повторно бараат помош некој да ги успие. Значи не се будат зашто се размазени или такво е детето, едноставно не знае што да направи за да помине во следната фаза. А многу е важно уште од мали да се воспостават здрави навики на спиење, зашто колку помали ги всадиме тие здрави навики на спиење, толку е подобро за растот, развојот и за иднината на детенцето. Да. Колку добро ќе се одморите, велат, во текот на ноќта, во голема мера зависи од положбата во која спиете. Навистина е тоа така? Која е најдобрата положба за да се спие? Најдобра положба е на страна. Спиењето на стомак, да кажеме, како една од најлошите положби, која што треба да се избегнува. И дефинитивно положбата на спиење многу овде влија и многу и цврстината на душекот. Значи помек душек, потврд душек, со дупки и така натаму, многу влија душекот на тоа, исто како спиеме и како се превртуваме во текот на ноќите. Обично навечер луѓето што често се превртуваат имаат понемирен сон и дури да не се сеќаваат наутро, се будат наутро по уморни на еден начин. Така. Има врска на која страна спиеме, дали тоа е лева или десна во однос на, не знам, поставеноста на органите во човечкото тело, или важно е само или подобро е на страна, на десната страна, меѓутоа и генерално и да е на од една страна. Така. За 2 недели од сега ќе почне летното сметање на времето. За многумина тоа ќе значи и 1 час помалку спиење. Вие сте говориле и овдека во рамки на утринската на Ја сакам Македонија на оваа тема, но еве веќе кога сме навистина на 2 седмици пред промената на времето, а и ве имаме овдека во студиото, морам да ве прашам колку тоа ќе се одрази на човечкиот биоритам и колку се разликува од промената која што имаме во зимското сметање на времето. Тогаш добиваме 1 час плюс, ке речам, на спиење, но добиваме пократок ден, помалку сонце, кој што ќе ни го иритира организмот да произведува мелатонин и хормоните кои што ги рековте. Од друга страна, со оваа промена со летното сметање ќе имаме подлог сончев ден, но барем во првите денови од кога ќе достигне промената и 1 час помалку спиење. Така е. Сите истражувања покажуваат дека уствари оваа промена е полоша за човечкиот организам отколку зимската. Да. Иако сите ние кога ќе дојде зимската промена, нели, негодуваме, па ние ќеме сега зашто побрзо се стемнува, али во принцип оваа промена полошо влијае на човечкиот организам од неколку причини. Прво, ќе изгубиме 1 час спиење. Второ, многу покасно се стемнува. Самото тоа, кај луѓе кои што веќе ионака имаме брз начин на живот, каде што ионака веќе немаме можност да го смириме, да го стишиме телото пред заспивање, самото покасно стемнување уште толку му дава лажен сигнал на телото дека е се уште ден и не треба мелатонинот да почне да се лачи, така да продукција на мелатонинот почнува многу покасно, што значи многу покасно почнува да ни се спие и да заспиваме. А сепак наутро треба да станеме рано, односно да ги извршиме нашите обврски, така да во летно време уствари во принцип луѓето спијат многу помалку отколку во зимско. И целата таа промена и буквално и сега уште пред да настане променава во Америка, фондациите за спиење цело време се обидуваат да направат едно стандардно време на сметање, значи да нема промени, зашто секоја промена од зимско, летно и обратно, секоја промена влијае на биоритамот на човекот. Многу луѓе ќе осетат, посебно во првите 2 недели сега од промената, по зголемена главоболка во текот на денот, намалена продуктивност, треба исклучително да се внимава при возење на автомобили, правење сообраќајки. Значи многу истражувања покажуваат на тоа дека во првите 3-4 дена по промената сообраќајките и такако се зголемени. Да. Толку трае навиката на таа промена? Зависи од луѓето, меѓутоа, да кажам до 2 недели би требало веќе да се навикнеме, меѓутоа имаме луѓе каде што промената не можат и месец до 2 не можат да се навикнат на таа промена. И таман ќе дојде до одредена промена во биоритамот, потоа на есен повторно доаѓа нова промена. Затоа најдобро би било да се унифицира едно стандардно време и да се задржи на тоа. И за крај, Сања, морам да ве прашам колку нашите граѓани се упатени за важноста дека сонот и спиењето е важно за нашиот организам, за нашето здравје. Го имате искуството, ја имате работата во вашите раце, се сретнувате со клиенти, со општата популација, генерално земено. Колку сме запознаени, колку даваме важност на се во ова?
Па јас не би кажала дека многу даваме важност, никако многу повише, како што испомнав, даваме важност на здрава исхрана, вежбање, многу малку даваме важност на спиењето. Сите кажуваме дека имаме проблем со спиење, но никој не превзима ништо за спиењето. Од друга страна, може би па и дека последниве години сум фокусирана и работам со родители и со деца, можам да кажам дека од година во година се повише и повише таму во таа возраст се дава значење на спиењето и гледам дека како што на почетокот беше се потешко да се објасни на родителите зошто е важен сонот на спиењето, сега како што поминуваат годините, воопшто немаме проблем со тоа да им објасниме зошто е важно промената и се повише родители внимаваат на тоа, на ред, рутини, воспоставување на здрави навики кај децата, кај возрастните. Се уште сите збориме, меѓутоа многу ретко кој нешто превзима за спиењето да се подобри. Затоа сте вие тука, ви благодарам што одвоевте време, што ни ги дадовте овие корисни совети околу спиењето и денеска и се надевам дека во брзо време ќе се видиме и на сродна тема во врска со спиењето. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас многу на поканата.